Сигурно се сеќавате на моментот кога Никола Груевски на 24-ти ја избрка на клоци опозицијата. Потоа се обиде да створи нова опозиција. Меѓутоа, се створи само отпор меѓу граѓаните и тој отпор во недела ќе го сруши. После резултатите кои беа реализирани на минатите избори и обединувањето на целата опозиција, јасно е дека на овие избори победува опозицијата. Кренете ја главата, тргнете право на избори и победуваме. Значи неговото сценарио и со парламентот и со сите други работи кои до сега ги направи не успеа главниот проект на Никола Груевски, а тоа е да нема опозиција на овие избори. Токму затоа јасно е дека они водат изгубена борба и водат практично кампања која е дефинитивно крајно негативна. Како што секој ден повторува како Бранко направил ова, како Бранко е ова, како е не знам што. Така, како во изминативе 7 години, утре секој од нас ќе биде Бранко, секој ќе биде противник на Никола Груевски. Затоа треба да се спротивставиме сите и да ги добиеме овие избори. Со што се фали? Со дела. Со кои дела? Дали е дело да се смени историјата на Република Македонија? Дали е дело да ги партизираш или комплетно исклучиш институциите од системот? Дали е дело да ги уништиш системот, правниот, судскиот, здравствените реформи кои го уништија здравството и да не зборуваме што друго? Дела кои не однесоа на слепа улица дефинитивно. И овде мора да ви кажам еден виц или еден штос. Значи 2000-та година Љупчо тргна со возот и му викаат нема колосек напред. Го продаде Телеком, тргнавме напред, одиме напред. После тоа дојде Бранко, вика нема напред ништо. Вадете од позади, ставајте, али движете се напред. Дојде Никола Груевски, вика мишајте го возот, па тој ќе го преврти возот од мишање да створи илузија дека се движиме, драги. После сите овие работи, он се обидува да ни подметни 10.000 проекти. 10.000 проекти подразбира 10 проекти секој ден во Република Македонија. И дека за тоа има финансиска конструкција. А цело време, цела година дена, секој месец зема кредити да исплати државна администрација и пензионери. Тоа не се 10.000 проекти, тоа се 10.000 тендери за нив и за нивното богатење и уште 30.000 анекси на сето тоа. Меѓутоа, за се ова што се направи, фактурата уште не е дојдена. Која ќе заврши овој проект 2014, луѓето ќе го сватат мотивот за она што е правено. Меѓутоа, сега, во овој момент, треба да го спречиме. Сега треба да биде победен. Како што вчера дојде пролетта, во недела на изборите да дојде победата и после тоа да одиме на нови парламентарни избори.